Светот е во трескавична битка за енергија. Плантажи на фотоволтаици во Мароко, еден од најголемите соларни електрани во срцето на Сахара. Инвестирани се околу 4 милиарди евра за производство на околу 500 мегавати на површина околу Рабат, главниот град на оваа африканска држава. Соларната треска ја зафати и Македонија. Панели ќе бидат забележани на крововите или доровите на големите компании, мали фирми, семени куќи. Апликанти има и повеќе, од над 200 издадени лиценци. Дали се раздробува идејата и бизнисот? Колку се релациите, потенцијалите на Македонија во зелената енергија? На нашиот пазар функционира Pixel Group, македонска технолошка компанија, која произведува фотоволтаични панели според најнови светски стандарди. Во ова издание на Тренинг мој соговорник е Горан Паунов, генерален директор на Pixel. Господине Паунов, на почеток што станува со Стипион, францускиот проект во Штипско, кој со соларните панели требаше да произведе околу 360 и 400 мегавати за инвестиција ориентациона околу 250 милиони евра. Дали знаете? Предпоставам, збориме за проектот на француската компанија Куо. И тие се веќе во некоја напредна фаза во преговорите и со владата. И мислам, како потенцијален стратешки инвеститор, она што јас ги имам како сознанија е дека е во некоја си завршна фаза околу сите постапки, процедури кои што се неопходни за да се потврди, се добие тој статус на стратешки инвеститор, а понатака како ќе се одвиваат работите, прво јас не сум компетентен за таа работа, второ мислам дека има институции кои што тоа како проект треба да го спроведе. Во ситуација на енергетска криза, недостиг на нафта, газ, Македонија како да ја тресе фотоволтаична треска, ваш став е дека во оваа фотоволтаична треска треба и некаков ред да се стави во државата, дека не може на секој чекор или во секоја општина да се поставуваат фотоволтаици. Има ли некакви стандарди колку ние сме подготвени за овој начин на се почеста или с големен интерес за поставување на фотоволтаици во ситуација кога обичниот граѓанин сака на некој начин да заштеди во најмала рака? Можеби е сгрешено уште во самиот почеток, кога се направи една промоција и афирмација на фотоволтаиците и перспективите кои што ги нудат фотоволтаиците во делот пред се на обезбедување на електрична енергија од сопствени извори, дека прво ајде да ги поделиме работите на неколку дела. Поставување на фотоволтаици како големи капацитети за компании, индустрија, стратешки инвеститори и така натаму, и она другото што би било домакинствата. Многу лесно се правеше, како да кажам, перцепција дека може буквално секаде да се постави фотоволтаик. Според мене тоа е крајно погрешно, затоа што фотоволтаикот не може да биде базен енергетски извор. Тој може да дополни, може да се добро избалансира во тие вкупните бруто енергетски биланси, може и како да го помогне домашното производство на електрична енергија, но не може да биде базна енергија. И кога се почна со тоа да се поставуваат или да се бараат локации за поставување на фотоволтаици, мислам дека беше многу погрешен и моментот, но и пристапот дека може буквално секаде да се постави фотоволтаик. Битно е само да било земјиштето погодно за изградба на фотоволтаична електрана, сончевата иридација била поволна, не знам, соларните сати биле повеќе од доволни и така натаму, се правеа неколку или некои компании изготвуваат такви студии и тука веќе завршуваше приказката. Без при тоа да се води сметка за техничкиот приклучок, дали има техничка можност, да се види дали има конзум за таа енергија, затоа што пазите, ви може да ставате било каде фотоволтаик, меѓутоа џабе или многу мал ќе биде ефектот ако немате потрошувачи кои што таа енергија
некој ќе ја потроши, така во моментот кога ќе се произведе, затоа што фотоволтаикот работи денски. Но позитивно во целата работа што е? Во целата работа позитивно е што конечно компаниите сватија дека може да се поставуваат фотоволтаици за сопствени потреби на своите кровови и тоа е според мене да кажеме правилниот пристап, но во исто време е и најисплатлив пристап заради тоа што сите компании по дефиниција се релативно големи потрошувачи на електрична енергија и сега во оваа предсе енергетска криза и текако го почувствуваа благодетот доколку имале инсталирано или инсталираа во овој период фотоволтаични системи. Колку производителите на соларни панели ги исследват најновите технологии? Дали овој е бизнис кој може на краток рок да донесе релативно добар профит? Тоа производство токму од тие фотоволтаични системи многу повеќе ја ублажува потрошувачката на електрична енергија што реално би ја платиле доколку немале фотоволтаичен систем, а со оглед на тоа што произведената електрична енергија се троши во денски услови кога и цената на електричната енергија е најскапа, во вкупниот тој бруто енергетски биланс тие имаат сериозни заштити на потрошувачка на електрична енергија. Со измените на законот за енергетика, вие во една прилика имате изјавено како држава, институции, стручна фела, сме мајстори во она што добра идеја и стратегија го комплицираме и го ставаме недоречено. Дали во оваква ситуација, наместо да се концентрираме на инвестиција или во инвестирање во енергетскиот сектор, всушност ние се заглавуваме во административно-бирократски лавиринти? Токму така. Токму тоа го мислев и токму и вие сте го ја сватиле суштината на таа моја изјава. Значи, кога сакаме некоја добра намера е сега во моментов да се искористи приликата да се ублажи овој шок од енергетската криза. На кратко, не мислите дека можеби сега имаат се задосна чекора? Задосните. Така е, задосните, меѓутоа пак ќе кажам подобро е и сега да се направи нешто отколку воопшто да не се направи, затоа што ако и ова не се направише, колку и да е добра намерата и да кажеме во секоја ситуација да се промовира и да се кажува дека е потребно да се инсталираат фотоволтаични системи, доколку постојат такви административни пречки и бариери, тоа ќе биде практично невозможно. Замислете, во Македонија има 700.000 домаќинства, така 700 апроксимативно. Од тие има, да речеме, пола живеат во индивидуални куќи, другото е во колективни згради. Од тие 350.000, еве предпоставка, 10% или 35.000 домаќинства да имаат техничка можност да се поставува фотоволтаик на своите кровови. 35.000 инсталации, еве да ги развлечеме во еден реален разумен рок од 10 години на поставување на фотоволтаици. Тоа е 3.500 инсталации годишно. Еве јас си го поставам прашањето, а и вие исто да размислите. Дали можеме ние 3.500 инсталации да ги поставиме во текот на годината, сите компании во Македонија што го работат овој бизнис, и при тоа соодветните енергетски компании, пред се мислам на дистрибутерите и трговците на струја, ќе може да го следат тоа, да ги стават во функција, да сменат електрични броила, оние двосмерни електрични броила, и да го стават во системот на следење. Според мене тоа е невозможна мисија. Се соочувате ли со проблем да обезбедите квалификуван и добар кадар? Видите, ние кога почнавме со производството на фотоволтаични панели во Македонија, бевме свесни дека ќе имаме потешкоти во изнаоѓање на соодветен кадар кој што ќе работи во производниот погон и ќе произведува квалитетни фотоволтаични панели согласно сите стандарди кои што важат за сите светски производители, затоа што само на тој начин ќе можеме и да обстоиме, но и ќе можеме да продолжиме со работата, затоа што фотоволтаичните панели
треба да не така кажано да не надживеат и нас. Значи со рокот на истреност, со рокот на производство, со гарантни рокови што ги даваме. За среќа на почетокот при самиот старт успеавме да најдеме работници, значи луѓе кои што максимално посветено пристапија во фабриката и ние, чисто за ваша информација, кога почнавме, стартувавме со некој капацитет од 20 мегавати годишно производство, сега веќе капацитетот ни е скоро 10 пати зголемен, значи 150 до 170 мегавати можеме годишно да произведуваме фотоволтаични панели. Во најава планираме веќе следната година да го прошириме капацитетот на производство со нови 200 до 250 мегавати, тоа ќе биде сосема нова 100% автоматизирана линија и нормално дека тука ќе имаме потреба од нов кадар, кој што се надевам дека и ќе го најдеме, ќе го обезбедиме, затоа што верувам дека сепак се уште во Македонија има квалитетен кадар кој што може да работи вака високотехнолошка дејност. При крајот од разговорот малку ќе вовлечем во политичките води. Бевте актуелен неодамна со објавување на аферата на ВМРО ДПМН за броило. Настрана таа афера, сега директно ве прашувам. Дали блискоста со Ковачевски ве става во некаква фаворизирачка позиција или можеби ви е дополнителен товар во бизнисот? Јас сум свесен човек дека релацијата со актуелниот премиер Ковачевски и за мене и за него е товар. Иако во изминатиот период и тој лично и ние како компанија многу јасно и децидно ги изјавивме нашите ставови кои се по тоа прашање. Дадовме соопштение од страна на компанијата дека актуелниот премиер уште пред да стапи на државничка функција како заменик министер го исплати својот удел, значи излезе од компанијата 100%, значи јас сум сега собственик 100% во компанијата. Апсолутно немаме никаква поврзаност во делот на бизнисот и нема овдека бизнис. Проблемот на политичката партија што спомнавте не е само со Пиксел, туку ја поврзува и со другата моја компанија, која што исто така апсолутно нема никаква врска, затоа што за информации за јавноста, КМГ Елквазар постои 15 години. И оваа година ќе слави 15 години од своето постоење. КМГ Елквазар е пионер во проектирањето и во изведбата на фотоволтаични системи во Македонија. Во двете компании работат 100 луѓе. 100, можеби над 100. Тоа што го направило и едната и другата компанија е многу уочливо и мерливо. И досега нити имаме да кажам сме искористиле некои бенефици од власта, нити сега, нити претходно. Сме учествували како секој други компании, трговски друштва на пазарот без никакво фаворизирање, а дали сме добивали или не работи, тоа претпоставувам може секој да го провери, затоа што ние апсолутно ништо не сме криеле, сме го добивале на основ на исполнување на критериуми кои што биле задавани од институции. Господине Паунов, на самиот крај, подготвувајќи се за оваа емисија, бидејќи бевте еден период 90-тите чинам политички инволвиран во времето на Бранко Црвенковски, сега дојде до една можеби мала ретроспектива. Секој премиер има свој омилен бизнис. Ако во времето на Црвенковски се збореше за приватизација, за Георгиевски со грчкиот капитал Јокта, Бучковски со Ивана и Телеком. Во времето на Груевски цветаа кинеските провизии и градежништвото. Заев го промовираше бизнисот со медицинска марихуана.
Дали Ковачевски ќе биде идниот енергетски гуру? Па, сега тоа веројатно ќе треба да го прашате и Ковачевски, но јас кажувам дека може би срекна околности што Ковачевски е човек од бизнисот, долги години бил во бизнисот, за среќа беше дел од Пиксел во еден период кога и лично на своја кожа ги виде со кои проблематики се соочува енергетскиот сектор и веројатно таа негова позитивна, да речеме, позиција за отклонување на тие бариери, пречки е токму во насока не само за перспектива на фотоволтаичниот бизнис, генерално придвижување и подобрување на состојбите во енергетскиот сектор, затоа што на крајот на краиштата ние мора да признаеме на работа. Повеќе од 30 години во Македонија ништо не е инвестирано во енергетскиот сектор. Кој носи вина за тоа? Сигурно не јас и вие. Тоа што кажавте, сите влади малтене без исклучок. Можеле тоа да го направат? Зошто не го направиле? Одговор може да дадат сегашните и идните генерации, но последиците ние ги чувствуваме. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас за поканата и се надевам дека повторно ќе имаме прилика да се видиме и да поразговараме и на други теми. Почитувани гледачи, тоа беше Горан Паунов, генерален директор на Pixel Group.